Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во Е-училница на платформата Едуино. Јас сум Вера Костовска, оделенски наставник при Општинското основно училиште Тихомир Милошевски од Скопје. Денес, на нашиот час по македонски јазик за прво оделение, ќе обработуваме текст. Пред се да се запознаеме со целите на часот. Ученикот треба да се запознае со поимот текст, да се оспособува за слушање, разбирање и доживување на содржината и пораката од текстот, да определува ликови, простор, време, тек и редослед на настаните во текстот, да предвидува, дава своји заклучоци и учествува во заклучоците. Потребен материјал ни е тетрадка по македонски јазик и училишен прибор. Пчелата. Бзз! Оф! Колку прекрасно пролетно утро! Јас, пчелката, сум многу расположена за работа. Од цвеќињата ќе соберам цветен прав, а од него ќе направам мед за децата. Бзз! И така пчелката летна кон цветната градина, а таму ја пречека едно цвеќенце, па ја праша. Цвеќето. Добро утро, пчеличке работничке. Погали ме со своите крилца и јас ке ти дадам цветен прав. Пчелата. Добро утро, мило мое цвеќенце. Што би правеле ние пчелите без вас? Цвеќенцето. И ние не би можеле без вас. Заедно си помагаме, и одговори цвеќето. Пчелата. Така е, без пријатели животот е многу тажен. Ти благодарам за љубезноста. Јас собрав доволно цветен прав и си одам, а ти цветај и биди ми уште поубаво. Цвеќето. До гледање, мила пријателке, и не ме заборавај. И така пчелката си летна, па застана покрај еден поток да се напие вода и да се освежи. Пчелата. Неколку капки ќе ми бидат доволни. Леле, нозете не ме држат. Ке паднам во потокот и ке се удавам. Помош! Гулабот, кој стоеше на една гранка, ја слушна пчелката како вика за помош и одлета до неа и фрли еден лист во водата. Пчеличката се качи на листот и се спаси. Седна и си ги исуши крилцата, па му рече на гулабот. Ох, колку се исплашив! Да не беше ти, гулабче мое, мене веќе ке ме немаш. Како да те наградам за добрината? Гулабот. Летај ми со здравје, пчеличке работничке. Друга награда мене не ми треба. Така пчелката си летна и времето полека одминуваше. Но еден ден, еден ловец одеше низ шумата, застана покрај еден поток, па се одмори и здогледа еден гулаб кој стоеше на гранката и си рече. Ловецот. Страм ми е да се вратам дома со празни раце, а еден гулаб на гранката, него ќе го погодам. Сето тоа го виде вредната пчелка, која во тој момент леташе покрај потокот. Бзз! Леле, гулабот не го забележа ловецот. Што да правам? Се сетив. Бзз! Пчелката летна на кај ловецот. Ловецот. Бегај од тука, пчелке. Ама што ти стана? Ке ме каснеш. Ту и гулабот си летна. Ми побегна. А јас си останав со празна торба. Така ловецот си отиде дома, гулабот слета на една гранка, а пчелката на друго цвеќе. Но се наоколу се веселеше, зашто пријателите си помагаа. Сега, драги дечиња, да поразговараме кои ликови ги сретнавме во текстот. Го сретнавме, гулабот, пчелата, ловецот и цвеќето. Сега, опис на гулабот. Каков ни е гулабот? Гулабот е дружелюбив,
Сака се дружи со другарчињата. Добар е, паметен е и секогаш им помага на своите другарчиња. Понатака пчелата. Каква е пчелата? Паметна, така, храбра, вредна, добра. Одиме опис на ловецот. Лош, непријател на животните, злобен. На крај цвеќето, цвеќето ни е мило, нежно, дружелюбиво и убаво. Задача да го нацртате вашиот најдобар другар. Пред се сакам тука да ги им порачам на вашите родители да зборуваат со своите деца за другарството и за меѓусебното помагање и колку е тоа значајно во секојдневниот живот. Затоа, драги родители, разговарајте со децата за нивните другари и зошто им се тие навистина другари. Штом децата ќе го знаат тоа, ќе знаат и да го чуваат другарството. И од сето ова можеме да извлечеме една поука. Без пријатели животот е тажен. Пред се ви благодарам на вниманието, драги дечиња, и останете во добро здравје.